Докторите и медицинскиот персонал да пропешачат и да не ги паркираат нивните автомобили близу болницата каде што работат, туку да им обезбедиме паркинг надвор од клинички за моментално да се реши сообраќајниот хаос, бидејќи така би се ослободиле од 300 до 500 паркинг места за пациентите. Ова е само една од идеите на министерот за здравство Азир Алиу за краткорочно решение на горливиот проблем со непристапноста до болниците на клинички. Ке се започне од основата и ке се мапираат паркинг местата за да се направи добра анализа, па после ќе видиме кое е најдоброто решение, кажа Алиу. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола. Ке почнеме од базичните инфраструктурни чекори активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабока што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со некое оптимално решение, краткорочно уште еднаш, додека долгорочното решение на паркингот зависи и од долгорочното решение на клиничкиот центар. По посетата на Кочанската болница, Алиу вели дека од сега Министерството за здравство ќе менаџира како ќе се реализираат инвестициите и донациите со кои досега се создавал хаос. Иако нагласи дека Кочани е приоритет, не прецизираше дали ќе го одобри барањето за вработување на 6 лекари, од кои 2 физиотерапевти кои итно ги бара Кочанската болница. Итно барат во моментот, во брифингот ви го кажав, од цела држава. Имаме институции кои што исто така да не заборавиме. Значи, ние како Министерство за здравство во фокусот ни е Кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на државата. Во почеток секој сака да помага, идејата е да направиме рамка за движење на сите процеси. Новиот министер за здравство најави дека во Кочани за младите ќе се гради модерен и иновативен центар за развивање креативни идеи, бидејќи како што порача, ним им треба место каде што ќе можат да се релаксираат.